Денеска имаме интересно размислување, ќе зборуваме за Јосиф. Темата е јама на отврленост. На почетокот еден вовет, во книгата Паѓање, Алберт Камус зборува за една келија во еден затвор. Таа келија била толку тесна што можел само затвореникот да влезе внатре и да стои простом. Не можел да се сврти лево или десно, или си стави марамч, или да стави раката на лицето. Тука поминувале затворениците и плукале во неговото лице. Замислете, ако има 100 затвореници, тие поминуваат и тука е човекот затворен во таа келија, тие плукат во неговото лице. Тој не може да се избрише, не може да ја тргне главата на страна. Ова келија била направена, знаете зошто? Со намера да се личноста, затвореникот, деградира и да му се каже дека ти не вредиш ништо. Значи, не можел да се подмрдне. Може би тие били негови другари, негови пријатели во затворот, меѓутоа тој морал да ги трпи и тие морали да плукаат во неговото лице. Сите останати затвореници, како што спомнав, поминувале покрај келијата и плукале во неговото лице. Јосиф, браќи и сестри, за кој денес ќе зборуваме, почувствувал нешто слично во својот живот. Знаете за Јосиф, сме проучувале често пати, сте читале, меѓутоа еве ќе биде предмет и денеска на нашето размислување. Кога браќата го виделе Јосифа, знаете, таткото Јаков го праќа својот син да отиде и да ги посети, да им однесе храна. Тоа била една добра прилика да Јосиф се сретне со своите браќа после неколку седмици. Знаете, тие биле номади, биле овчари. Стадата ги воделе до Сихем, до Таим, и знаете, тој прашувал по селата, дали видовте тука некои овчари, тие му веле, да, видовме, тие се во Сихем или до Таим и така натаму. Замислите, Јаков го испраќа со најдобри желби својот син, да отиде и да ги посети синовите негови, односно неговите браќа. Но, кога браќата го виделе тамо на хоризонтот, Јосифа го виделе како доаѓа, нивните очи не светнале од радост, туку од што? Од непријателство. Едноставно не можеле да го заменат со некој друг. И Јосиф се разликувал и надворешно по своето облекување, по својата наметка, своите алишта што ги носел. Подоцна ќе видиме, Јосиф имал прекрасни алишта, што биле сушиени или биле дадени како дар од неговиот татко. Дури и од далечина Јосиф изгледал како принц, а не како овчар. Ова сцена ме подсетува, браќи и сестри, знаете, оние во Шпанија су биковите на платното. Има црвено платно и биковите што прават? Трчат кон тоа платно. Замислите, Јосиф представува едно такво црвено платно, шарени алишта, а тие, неговите браќа, условно кажано се тие бикови, кои навистина ќе покушат да го уништат. Ајде да го читаме текстот, заедно, прва Мојсеева, 37 глава. А тие го видео далеко, значи го препознале, не можел да го замешат со некој друг. И пред да им се приближи, почнаа да се договараат за да го убијат. Тој им носи сирење, им носи леп, тазе, храна, поздрав од таткото, а тие сега се договарат да го убијат. И си рекоа помеѓу себе, ете оној што сонува, доаѓа или иде. Ајде сега да го убиеме и да го фрлиме во некоја од овие јами, па ќе речеме лутат зверка го изеде. Тогаш ќе видиме што ќе стане од неговите соништа. Браќи и сестри, Јосиф им се приближува така невино, кај браќа доаѓа. Наместо топла преградка, тој ќе очекува нешто навистина многу лошо. Ни самиот на ум тоа не можел да му дојде, ниту можел тоа да го сонува. Тој се сретнува со лица, еве и ова фотографија, тој се сретнува со лица кои се полни со омраза, навреди, псовки, сарказам, понижување. За неколку минути, вели текстот, го фатиле, му е соблекле облеката и го фрлиле веќе
во јамата. Очигледно тие знаеле, тие биле овчари, неколку денови, седмици тука престојувале, знаеле секој ќоше, што би се рекло, и го фрлиле во јама. И то грубо го свлекле, значи го влечаат и го фрлаат во дупка. Погледнете ги ове погледи. Тоа се погледи кои се полни со омраза, со завист. Погледи кои се подготвени да убијат. Го ставиле Јосифа таму во дупката да умре, без вода и без храна. А Јосиф е невин, несвесен за опасноста. Доаѓа, ги сретнува неговите браќа, полни со омразе. Гледате неговата облека. Ја земат и ја кинат. Подоцна ние ќе кажеме што значи тоа кинење. Грубо ја кинат шарената облека. Грубо го влечат и го фрлат во дупката да умре. И еве што вели понатаму текстот. И кога Јосиф дојде кај браќата своји, тие му ја соблекоа облеката шарена. Облека што имаше на себе, и го фатија, па го фрлија во една јама, а јамата беше празна, немаше вода во неја. Потоа седна да јадат леб. Зарем е можно да биле толку тврди во срцата нивни? Таму нивниот брат вика за помош, а тие седат и јадат од која храна? Што тој им ја донел? Какви безчувствителни срца! И кревајќи ги очите, видоа Исмаилци, кои доаѓаат од Галат, со камели своји, натоварени со миризливи растенија, балсам и смирна, го пренесува тоа во Египет. Браќи и сестри, ова е дупката на отврленост, или јамата на отврленост. Јосиф ќе доживее навистина осрмотување, не затоа што бил таков, туку затоа што други така мислеле дека е таков. Јосиф ќе покаже достоинство, Јосиф ќе покаже навистина храброст и во тие најтешки моменти во неговиот живот. Тука го наоѓаме Јосифа. Еве го фрлаат во тој бунар или во таа јама. Браќи и сестри, таа отврленост што Јосиф ја доживел може да биде болна и за тебе и за мене. Не подоцна ќе видиме како се денеска ние може да доживееме своја јама, своја отврленост, своја дупка. Вистина, ова јама е тешка, болна е, но верувам дека сите ние барем еднаш сме поминале, не може би онака како што Јосиф ја доживел, меѓутоа кој може се да се најде во таа јама? Кој може да ни придонесе или да ни помогне, условно кажано, и ние да почувствуваме својата јама? Нашите пријатели можат да ни го свртат грбот. Можат ли? Можат. Понатаму, нашите деца може да не отфрлат. Да, и тоа се случува. Деца кои сме ги родиле, кои сме ги воспитувале, хранеле. Една личност вели, нема да им го препишам имотот, или условно ќе го препишам додека сум жив. Зашто има наши пријатели, далечни или блиски, луѓе кои доживеале, го препишал имотот на синот или на керката и тие го отфрлиле. Има ли такви моменти? Има. Родителите може да не отфрлат. Нашите супружници може да не остават. Црквата може да не игнорира, оставајќи не во нашата потреба и болка. Шефот на работа може да ни каже дека повеќе не сме потребни. Дојдеш на работа, шефот вели, ево ти документ, потпиши, повеќе тоа работно место не важи, не постои. Браќи и сестри, отфрленоста навистина не гледа кој си пол, дали си машко или женско, колку имаш интелигенција, кој си социјален статус, образование, салдо во банката. Ова може да биде трагичен факт во нашите животи, што предизвикува навистина стравка и сите нас. Отфрленоста може да предизвика срам. Второ, вина, депресија, лутина, непријателство и агресивност. Јосиф тоа го доживеал. И кај него во еден момент се појавува бес да се освети, но подоцна ние ќе читаме, сепак тој се контролирал и се воздржал. Животната приказна, навистина, на Јосиф денес може да ни помогне како правилно и ние да преживееме својата јама на отфрленост. Како во тие тешки моменти
да излеземе повторно на површина. Овој човек, Виктор Франкл, напишал книга бестселер. Човековата потрага по смисла, има и на македонски. Убаво да ја прочитаме ако допреме, ако има в градската библиотека. Тој навистина е прекрасен човек. Тоа се негови мемуари што ста писале многу генерации читатели во своите описи за животот кога се наоѓал во тие логори. Тој човек доживел навистина страшни моменти во Аушвиц. Токму тој, Франкл, од 94 до 45 година бил 4 години на различити места, во различити логори. Завршил во Аушвиц. Додека неговите родители, брат му и неговата бремена жена исчезнале за секогаш и не знаел дали се живи или мртви, сигурно биле покојни. Предпостава зашто не се појавиле. А тој некако чудно преживел. Во својата книга, во своите лични искуства, тој вели, тој подосна кога завршила војната, се враќа во Америка и работи како лекар, како психијатар. Советувал многу луѓе, спасил многу луѓе во депресија кои се нашле и кои скоро посегнале по својот живот. Тој вели, објаснува дека не може да се избегне страдањето, но дека можеме да избереме како да се справиме со него. Значи, со тие страдања кои ќе се најдеме. И, еве, ова слика што ја гледате, тој вели, бевме затвореници во тој логор, во Аушвиц. Тоа е лично искуство, тоа не е приказна, не е филм, тој пишува во својата книга. Вели, јас бев еден од илјадници затвореници во Аушвиц. Стражарите, вели, кога дојдовме, ни наредија да се соблечеме. Сето облека, прстените, обетките, ланчиња, се што има на тебе или на себе, тоа можеш да го оставиш. Некој време, вели, имав бурма, прстен, и не ја извадоа. Ми кажа да ја дадам. Со себе го ја имал скриптата на научна книга. Тој пишувал скрипти, односно тоа поточно ќе се преточи во книга. Побарал да му ја сочуват, но и таа му ја одзеле. Му ја зеле скриптата и ја уништеле. Потоа, вели, ме однесува кај другите затвореници. Ме однесува кај другите затвореници во просторија каде што ми отстрани и косата. Значи, косата му отстраниле. Додека чекавме по туш, се сеќава Франкл, сите свативме дека се што имаме е нашето голо постоење. Фактички, ништо немале. Тие биле целосно отфрлени и зависни од овие стражари, еве ги гледате овде, значи, кои управувале со самиот логор. Браќи и сестри, чувството на отфрленост на крајот тесно е поврзано и со чувството на идентитет и припадност. Тоа всушност значи кој сум јас, кој си ти, кој е нашиот идентитет денеска пред власта? Матичен? Број, така, тука ти е се. На запад, например, матичниот број ти и возачка, и лична карта, и пасош, се, датум на раѓање, место и така натаму. Денеска за некој идентитет е прстенот, дека е мажен, дека е женет и така натаму. Меѓутоа, за Јосиф, кој бил идентитетот? Шарената облека. Шарената облека е символ на чистота за Јосифа. Понекош можеби и нашите материјални добра може да бидат слика на нашиот идентитет. Меѓутоа, ова облека, пишува Елена Вајд во книгата Патриарси и пророци, дека била направена со многу љубов, исткаена, што се вели, со многу бои. Овие биле навистина посебни алишта, внимателно скроени, внимателно сушиени, направени од посебен материјал. Тоа биле алишта што ги носеле благородништето или луѓе кои се на висока позиција или ценити деца во некое царско семејство. Меѓутоа, еве, ќе споменеме уште една личност, а тоа е Тамара. Керката на кого? На Давид. Исто така носела шарени алешта, вели Библијата. Шарен фустан. Ваквите фустани носеле само керките на царот, кои биле
невини девојки. Кога Амном, сега ве враќам таму во Стариот Завет, низиниот полубрат ја обесчестил, од текстот пишува дека ја таа посипала својата глава. Ја посипала својата глава со пепел и го искинала, ги искинала тие своји шарени алишта, тој фустан, и се повлекла во собата и почнала да плаче. Еве како текстот вели, 2 Самуилова 13 глава, таа носеше шарена облека, Тамара, бидејќи такви горни облеки носеа царските керки, девици. Слугата ја изведе надвор и ја заклучи вратата по неа. Тамара си ја посипа главата своја со пепел, ја раскина својата шарена облека, со која беше облечена, ги стави рацете своји на главата своја и така одеше и викаше. Браќи и сестри, овој детал, значи ова слика на Тамара облечена во скапи алишта, шарена наметка, се чини важен за да се разбере значењето на подарокот што Јаков му го дал на Јосифа, си мисли на тие шарена облека. Ова облека за Јосифа представувала морална чистота, дека Јосиф е поразличит во карактерот од неговите 11 браќа. И пред да биде Тамара обесчестена, таа носела исто така скапи шарени алишта. Читавме во текстот да се вратиме. Зошто? Кој носеле такви алишта? Девиците, вели. Царските керки носеа такви алишта. Меѓутоа, еднаш кога била силувана, Тамара, таа ги кине своите алишта, тој фустан, што било навистина тешко, болно и страшно признание дека таа повеќе не е таква. И кога читаме во Патриарси пророци за Јосифа, пишува текстот понатаму дека Јосиф имал поинаков карактер од своите браќа. Тие биле злобни. Погледнете како го гледаат. Околу него се поставиле. И сега се навраќале, ти сонуваше нешто, каде се сега твоите соништа? Ништо то нема да се оствари. Ти ќе бидеш за кратко мртов, ќе бидеш убиен. Секој пат кога браќата го гледале Јосифа, браќа и сестри, Јосиф бил за нив огледало. Знаете огледалото зошто постои? Да се видиме какви сме. Ако нешто ни недостасува, да се поправиме. Јосиф не бил како останатите браќа. Јосиф бил чист во својот карактер. Благ бил и чесен. Тие се секогаш огледувале на Јосифа дека се лоши, дека не се добри. Јосиф бил посветен на чистотата. Нешто слично не подсетува и сликата за Исус Христос. Кога го фателе војниците, го соблекле, вели текстот, и што направиле со алиштата негови? Ги кинеле. Еве го овој збор сега. Пашат. Кинене на еврејски. Знаете кога касапот кој коли јагне, сте гледали како кожата ја одвојува? Дали со нож или со раката, со тргање? Со раката. Значи, ќе го заколи животното и почне озгора кожата да ја одвојува од телото, од месото. И касапот ја става раката, напнува и ја дере, ја одвојува од месото. Замислите, левитите што правеле, или во Стариот Завет кога принесувале жртви, токму тоа и го правеле. Значи, едноставно го одвојувале месото, односно телото од кожата. Кога принесувале жртви старите евреи. Ова е насилен акт и самите браќа кога дошле, го соблекле, насила. Знаете, некој насил да те соблече, што значи? Насилен акт. Исуса го соблекле и неговите алишта, вели, фрлаа коцка. Што значи тоа? Кога некој насилно ќе те соблече, ти не си морално чист, Јосифе. Ти се правиш многу важен. Ти не си подобар од нас. Ти си ништо. Ти не си подобар од животно. Замислете колку го понизеле Јосифа. Јосиф навистина бил доле на дното во својата јама на отврленост. Неговите браќа реагирале всушност на вистинските негови карактерни особини, на неговиот морален живот и неговиот статус во домот. Некој рекол, луѓето ќе се срамат, луѓето не срамат затоа што се чувствуваат посрамени или засрамени кај нас.
Ке повторам, луѓето не срамат затоа што се чувствуваат засрамени покрај нас. И затоа браќата на Јосиф не може да издржат покрај тоа големо светло на чистота и го фрлаат во бунар, го фрлаат во јама, да се ослободат од нивниот брат. Од таа светлост која продирала во нивните мисли дека не се добри, дека треба да се поправат. Тоа емотивно искуство кој ни кажува дека нашите непријатели не сакаат и не сметаат дека сме важни. И денеска луѓе може и поред нас ќе покаже со прст, затоа што не се чувствуваат морално чисти поред тебе и поред мене. И затоа можеби ќе направат се. Чувството на отврленост, браќа и сестри, може да не наведе да подглегнеме на притисок од врсниците околу нас, бидејќи некоја друга цел и општеството каде што ќе припаѓаме. Ќе повторам, чувството на отврленост може да не наведе да подлегнеме на притисокот од врсниците околу нас, барајќи некоја друга цел и општество каде што ќе припаѓаме. Сте видели деца кои се дома добри, честни и кои ќе најдат некој лошо друштво, прифаќаат дел од тоа друштво лошото. Зошто? За да бидат исти, да не бидат отврлени, посебно на второто. Чувството на отврленост лесно може да не доведе во неприфатливо однесување за да бидеме забележени. Другари, 13-14 години, палат цигари, а едно дете не пуши. Ајде бе, вели, ти што ќе правиш? И вршат што на него? Притисок. За да не биде отврленост, чувството на отврленост може да не потикне да успееме во кариерата, за да бидеме познати и толку ценети. Ке прекршиме, значи, норми, правила библиски. Само за да, можеби, достигнеме некој ниво во општеството. Сеќавам, ја едно дете не пушеше, бидејќи ја никош не сум пушил, меѓутоа во друштвото му врше притисок. А за нас знае дека ние сме нововерци, адвентисти, и не пушиме, не пиеме. Меѓутоа, често пати се случува некои деца, за да бидат прифатени од другарите, да не бидат црна овца, и тие ќе се изедначат. Чувството на отврленост може да доведе до депресија, самоубиствени мисли и агресија. Зборував јас тука пред неколку месеци за убиствата и самоубиствата. Што вели Библијата? Сеќавате на таа тема. Луѓе доаѓаат во депресија и посегнуваат. Зошто дошле? Затоа што биле отврлени од другарите, другарките, од работа, од црквата, дури од семејството. Стравот од отфрлање може да предизвика секакви морални компромиси. Затоа, браќи и сестри, ова тема е многу длабока и може да допре и допира до тебе и до мене. Сите ние сме доживеле вакви сцени во нашиот живот. На младите посебно им е потребно чувство на прифаќање повеќе од нас постарите. Да бидат отфрлени од нивните пријатели е една од најлошите работи што може да им се случи. Поради овие причини, многу од нас влегуваат во ризик да прават глупави работи само за да избегнат да бидат отфрлени од групата. Меѓутоа, ајде се запрашаме како може да излеземе од својата дупка на отфрленост. Дали тоа ни е судбина, како некој што е, така ми било пишано. Нема пишанка. Библијата не одобрува судбина во смисол дека ти ќе бидеш спасен, а ти ќе бидеш отврлен. Да Бог знае во своето предзнање кој ќе биде спасен и не. Дали знае Бог? Знае. Но Бог не делува јас да бидам изгубен, а ти спасен. Тој како еден лекар, доаѓа пациент и го гледа и врз основа на неговото предзнање како лекар кој завршил. Според симптомите што ги слушаме, вели овој ќе живее уште 6 месеци. Има тешка болест, например рак. Докторот не е крив што ќе умре пациентот, меѓутоа во своето предзнање тој кажува. Така и Бог знае кој од нас ќе биде спасен или изгубен, но Бог не делува на крајниот резултат. Така да се поставува прашање, еве јас сум во таа дупка или ти? Дали таму да останеме за секојаш до крајот на животот? Не, браќи и сестри, понекогаш мора да се бориме. Мора да се бориме за својот идентитет и за својата припадност. Како успел Јосиф? Ајде да видиме што пишува во книгата Патриарси и пророци. Подосна караванот патувал на југ кон границата на Ханан. Оддалеку Јосиф можел
да ги види ридовите каде што биле шаторите на неговиот татко. Замисли сега, до таим Сихем, тамо некте биле браќата и сега доаѓаат исмаелци од таа страна, одат на другата страна према Египет. И тој ги гледа, ја гледа границата или местото каде што се неговите родители, неговиот роден крај, неговиот татко. Тој горко плачел од помислата дека никогаш повеќе нема да го види својот татко. Тогаш почнал да размислува за настаните од тој ден. Лица на гнев и очи на омраза постојано се вртеле на неговите мисли како на филм тој ден. Замислите како на филм, мислите излегува. Таа сцена, иронија, погледи на неговите браќа, зборови на понижување, на неговите молби за помош му звонеле во ушите. Јосиф со трпеливо срце гледал во иднината. Никој не му кажал дека Јосифе, тоа е само една фаза. Знаете, кога се снима филм, има сцени. Ти сега глумиш, па после ќе те убијат, ама ти си жив. Не, ова не е филм за Јосиф, ова е стварност. Бил сам и без пријатели. Јосиф извесно време се предал на неконтролиран страв. Знаете, ѓаот успел да го допре до некаде. Неконтролиран страв, тага и емоции. Жив човек. Проработил неговите емоции. Во тој момент би му било толку лесно да го направи она што го прават повеќето други кога минуваат низ тешкото искуство на отфрлање, а тоа е да се препушти на морален компромис, за да го прикрие тоа што се чувствува внатре. Но неговите мисли се свртиле кон Богот на неговиот татко и дедо. Се сеќавал на се што научил за него. Понатаму вели, тој чврсто одлучил дека Богот на неговиот татко ќе биде и негов Бог. Имам овде уште еден препис од копнежот, вака вели. Тогаш со сето срце му се предал на Господа и се молил чуварот Израилев да биде и со него во земјата на неговото изгнанство. Душата му се затреперила од длабока возбуда кога решил верно да му се предаде на Бога и во сите околности да постепи онака како што му прилега на приврезаникот на небесниот цар. Па зарем тој не носел шарени алешта? Тој син на принцот, условно кажа на Јакова. И тој донел одлука. Цврсто решил да остане храбар, морално да биде постојан и секоја должност да ја врши верно. Дали тоа ќе го прави подоцна? Да, и по цена на лажно обвинување. Таму колку години ќе биде Јосиф? 2 години, колку беше? Но Господ го приготвил патот за да стане втор човек во Египет. Искуството на само еден ден представувало преломна точка во животот на Јосифа. Неговата страшна несреќа од разгалено дете создал промислен, храбар и самостоен човек. Навистина, подосна Јосиф ќе има свој јами повторно, како што реков. Ќе биде фрлен во затвор, ни должен, ни виновен. Но Јосиф полека, но сигурно ќе се качува по својата патека нагоре. Јосиф ќе остане верен на Господа. Иднината, често пати Јосифа ќе го тера да паѓа во дупката, но тој, браќи и сестри, решил да остане верен на Господа по цена на својот живот. На Јосифа подосна ќе му обликуваат разни алишта. Едни ќе ги слекуваат, други ќе облекуваат, други ќе дојде до царски алишта. Ќе дојде втор човек до фараон. Само што ќе го разликува од фараон и Јосиф? Што пишува таму? Се Јосиф имал одврзени раци во Египет. Така е. Значи, едноставно, тој бил и поголем од фараон, зашто ги знал сите врати. Тој раководил со сето жито, со сите работи и фараон имал 100% доверба во овој Божи човек. И како што читавме, колку повеќе се оддалечил од домот, толку повеќе чувствувал дека му припаѓа на Бога. Браќи сестри, дали денеска ова сцена, ова слика ни се појавува и во нашиот живот? Дали понекогаш и ние се чувствуваме отфрлени? Дали мислиме дека Бог не заборавил? Не. Немојте такво чувство да одгледувате.
Иако ни е тешко во тие моменти. Меѓутоа, Бог е секојаш поред нас. Може би треба да свртиме телефон, да се јавиме на особата, на личноста, или нам некој да ни се јави. Сите ние имаме потреба од охрабрување, не сме ние од железо, сите ние сме од крв и од месо. Знаете, веќе ова сцена сум ја раскажувал за една личност у Македонија. Многу одамна, тоа пред 30 години, се уште е жива и фала на Бога. Е доживела ова сцена, ова слика на депресија. Пројавувале мисли во низината глава да се самоубие, да постигне, зашто нема живот за неја. И во тие моменти телефонски се јавува една сестра. Заедно работеле. Ја прашува како си, што си. А таа искрено рекла, не ми е добро, не ми се живее. Веќе наслутила што може да направи. Оди, таа сестра ја охрабрува. И подоста се крштава. Јас имав предност да ја крстам таа личност. И фала на Бога, што излезе од својата дупка на отфрленост. Да, имаше таа падови подосна, но не беа такви драстични. Секој од нас има моменти кога се чувствуваме дека и Бог кренал раце од нас. Меѓутоа, браќи и сестри, ајде да прочитаме ова мисла. Овој човек, Филипс Јенс, во својата книга, читате таму на англиски, Благодат, Божја благодат, еве што кажал. Не можеме да направиме ништо за да го натераме Бога да не сака повеќе. Знаете, некои одат на Света Гора, некои клечат на колена како Мартин Лутер, клечал таму, јас бев во Германија, во Витенберг, кај што тој во таа гимназија кај што предавал, и во црквата кај што горе, знаете, кај католиците или лутераните има катедрата, не е како наша, него по скали се качаш малце на високо и озгора ги гледаш. Тој предавал таму на студентите. Меѓутоа бил ортодоксен католик. Тој клечел со часови во својата келија горе собичка. Клечел, мислел дека на тој начин ќе му годи на Бога. Имал прилика да отиде и во Ватикан, таа Петрова црква, по тие скали да се качува на колена. И таму тој добива глас, Мартине, Мартине, праведникот ќе биде жив од што? Од вера. Тогаш му светнале се личките, а до тогаш читал, не гледал. Пишува таму во Римјаните, мислам беше и во Стариот Завет, дека праведникот ќе биде жив од вера. Тој сакал да му годи на Бога. Мисли дека на тој начин ќе го привлече Божиот поглед или Божјата милост и љубов. Не. Овој човек во својата книга Божјата благодат вели, не можеме да направиме ништо за да го натераме Бога да не сака повеќе. И продолжува, и не можеме да направиме ништо за да го натераме да не сака колку? Помалку. Си грешил, си паднал и сега Бог тебе не те сака. Не, ние така правиме. Ние правиме ранг листа. Бог не прави. Бог и тогаш не сака. Но Бог ни ја дава раката да не извлече. Ако си останеме таму, Бог не е виновен. Да си останеме понатаму во нашата дупка на отвореност. Бог ја пружа својата рака и вели, синко, дојди. Веќе сестри, чувството на отвореност денеска му е потребен на секој човек, на секоја жена, на младо или на старо, ново општество во кое денеска ние живееме. Да бидат отфрлени од нивните пријатели е едно од најлошите, може да кажеме, работи што може да се случи на еден човек. И затоа ќе се повторам, поради тие причини, да не бидат отфрлени, многу луѓе одат во ризик да прават глупави работи само за да избегнат да не бидат отфрлени од групата. Но Господ може да ни помогне, браќи и сестри, да сватиме дека иако сме во таа маса и ние, скоро 8 милиарди луѓе има на оваа земја. Замислете колку е тоа народ. Но Бог не познава по име секој од нас. Бог го знае нашиот телефонски број. Бог го знае нашиот кревет кај што спиеме, нашиот влез, нашата куќа, село или град. Господ сака да имаме доверба целосно во Него. Ајде да читаме Давид што запишал. Зашто татко ми и мајка ми ме оставија. Има ли такви моменти? Пред некој ден прочитавте, мислам на Косово беше, дете фрлено во кутија нека нашли. Има. Може татко и мајка да не заборават, но Давид вели, но Господ ме прими.
Дали некоја морална или духовна одлука ве донеле во вашата јама или во мојата јама на отврленост? Ајде да го послушаме и овој совет кој ни доаѓа директно од Библијата. Блажни ќе бидете кои ќе ве намрзат луѓето. И сега гледате, и ќе ве оделат и похулат и го исфрлат името ваше како лошо. Си дошол горе, твоето име горе на позиција. И сите гледат и плукаат, како на почетокот во тој затвор. Го стават затвореникот во килијата, поминуваат затворниците и плукаат во лице. На тој начин те деградираат, дека ти не вредиш, дека си стока, животно. Да, ќе го исфрлат вашето име, моето име. Заради кого? Заради Синот човечки. Нека викаат нововереци, нека викаат, па вие сте една шака, па вие сте една мала група, погледнете кои сте. Да, има луѓе кои така сакаат да не понижат. Меѓутоа, ако ги гледам Исусовите ученици, кои биле? И тие биле собрани од обичниот народ. Но Исус ги положил своите благослови, им рекол, одете и проповедајте го Евангелието и крстете ги луѓето кои ќе ги научите. Гледате, Бог, браќи и сестри, ги прифаќа луѓето кои биле на маргините на општеството и ги повикува. Секако и другите ги повикува, но на жалост тие послабо се одзвиваат на неговиот повик. И сега, сосема на крај, еве Павле што ќе напише. Римјаните, 8 глава. Кој ќе не одвои од љубовта Божја? Дали тага? Дали неволја? Или прогонство, гонење? Глад? Гледате сега овие денови. Десетици луѓе, млади деца умираат во Палестина. Гледате то, слушате? Дали тоа ви го кине срцето? Тие се невини деца. Голотија, опасност или меч. Оти сигурно знам дека ни смртта, Павле заклучува, вели, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни силите, ни сегашнината, ни днината, ни височината, ни длабочината, ниту пак неволја друга, некоја друга твар или работа ќе може да не одели од љубовта Божја во Христа Исуса, нашиот Господ. Браќи и сестри, нека ова биде и наша одлука денеска. Ќе завршам. Нова тема ќе продолжи да живее во твоите и во моите мисли. Зошто секој од нас може да се најде еден ден во својата јама или дупка на отврленост. Ништо не може да не одвои, вели Павле, од љубовта Божја. Во Бога е сокриен нашиот идентитет. Може да не се облечат, може да не острижат, може прстено да ни го симнат, може сметката да ни угасат во банка, ама нашиот идентитет е во Господа. Па и смрт да дојде, Павле вели, и смрт да дојде, не може да не одвои љубовта Божја. Замислите како се поздравувале во средниот век христијаните. Како се поздравувале? Што пронашле археолозите на тие ѕидови? Маран, ата, Господ доаѓа. Со тие чувства, со тие мисли, тие заспивале, умирали, бивале убивани. И кога ќе ги отворат очите еден ден, ќе го видат тој истиот за кого се молеле. Ќе го видат Исуса. И затоа, нека Господ ни помогне, браќи и сестри, да љубовта Божја која се шири од небото, раката твоја и моја, Бог ќе ја фати и ќе не изведе од мојата и твојата дупка на отврленост. А потоа Господ ќе не награди. Гледате, Јосиф колку бил верен и Господ го наградува. Ќе стане втор човек во Египет. Ќе го прехрани семејството, ќе ги викне сите 70 души заедно со татко му да дојдат и да го одживеат тој дел од животот што се уште им преостанува. Ние сме овде гости, наскоро, кога ќе дојде Христос, тој ќе каже: добри и верни слуго, во малку си бил верен, над многу ќе те поставам. Не можеме да направиме ништо за да го натераме Бога да не сака повеќе. И не можеме да направиме ништо за да го натераме да не сака помалку. Фала му на Бога за тоа. Фала му за неговата љубов, за милост и љубовта што се уште зрачи кон тебе и кон мене и е подготвен Бог да ни помогне да свртеме нова страница кај што ќе бидеме радости и среќни не само овде, туку еден ден и во неговото царство. Амин.